Не смеев да му го одземам зборот на Зекирија Ибрахими, се што сторив на 27 април беше согласно деловникот на собранието, кажа во своја одбрана пред судот поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, еден од обвинетите за организација на настаните од 27 април, презентирајќи ги стенограмските записи и видеоматеријалот од седницата, кога се случија немилите настани во собранието. Велјановски вели дека не е точно на што му се става во обвинението, дека било договорено да му даде предност на Ибрахими, која запеа албанската химна во собранието. Поранешниот собраниски спикер посочи дека во видеото јасно се гледа дека Ибрахими е наред за збор, а дека меѓу него и Муковски, кој претходно ја запеа македонската химна, имало 3 пратеници кои говореле. Не е точно дека се дава збор на господинот Зекирија Ибрахими. Надвор од процедурата има 3 процедурални јавувања кои што се исполнети. Повикан е дури и господинот Панчо Минов како пратеник за процедурално, кој што се произнесува дека нема таква, туку има реплика или контрареплика. Зашто? Истиот не се повикува и со оглед да наредниот кој што имал процедурално е господинот Зекирија Ибрахими. Велјановски заврши со презентирањето на материјалните докази. Наредните рочишта ќе бидат испитувани, предложените сведоци од негова страна, а меѓу нив и 10 пратеници, меѓу кои и Ибрахими. Имаме докази вербални, тоа се членови на комисии, координатори на ова, а во главном пратеници од сите партии, господинот Зекирија Ибрахими, представен господинот Талат Џафери, од ДУ и други пратеници, има листа, има од СДС, исто така од ВМРО. Велјановски пред судот се осврни на говорот на Заев, каде тогашниот лидер на опозицијата најави дека изборот на Џафери за собраниски спикер ќе се случи надвор од целата Македонија. Спомени дека со изборот на Џафери кој предизвика револт кај граѓаните, од СДСМ го прекршиле договорот кој го имале сите пратеници, седницата да продолжи наредниот ден.